Субвенција од среда. Исплатата треба да почне во среда, има обезбедено 100 милиони евра. Новиот директор на платежна агенција рече дека нема да има проблеми со исплатата на субвенциите, вели претседателот на Асоциацијата на земјоделци Ефтим Шаклев. Тој додава дека иако доцнати покрај тоа што законскиот рок е до 30 јуни, средствата ќе бидат добре дојдени за земјоделците да ја реализираат пролетната сејдба, покријат трошоците и да продолжат со производството. Последен пат субвенции на сметките на земјоделците легнаа во октомври, само 10% од земјоделците во Штипско и Карбинско добија пари. Субвенциите лани ги зема, сега за оваа година не се дадели. Сега треба да ја пушта. Некој храна му требало ечмен, некој јонџе нема да му стас. Овчар плати 500 евра и на тебе шо ќе ти остане? Ништо. Ништо не останува. Во интерес на нас земјоделците тоа е голема помош. Ако не се мислам тие субвенции, голем дел од трошоци ни ги покриват, како за тековно одржување на опрема, така за сеидба и покријат ни трошковите, барем ако не друго. Ако нема род житарица, барем тоа ни покрие. Ако не, тоа па ичпат во никаде. Исплатата на субвенциите 2 пати беше стопирана. Земјоделците бараат да продолжи, надлежните уверуваат дека законот не дозволува. Земјоделците се заканија со протести, пошто антикорупцијска комисија од ад хок даде зелено светло за исплата на субвенциите. Се чека новиот директор на платежна да стави подпис на решението за парите да легнат на сметките на земјоделците. Во Штипско на 3700 земјоделци конкурираат за субвенции. За 10 години за земјоделците во Штипско и Карбинско се исплатени субвенции во висина од 23 милиони евра, вели Ацоран Бабов, раководител на подрачната единица на Министерството за земјоделство во Штип.